ОПА издание. Генералниот секретар на владата најави тужби против медиуми, новинари и партии во врска со тендерот во Агенцијата за контрола на летење. Свет. Иран се игра со оган. Председателот Доналд Трамп реагираше по надминувањето на дозволениот лимит на збогатен ураниум. А на 2 дена до денот на независноста на САД, председателот планира да ја ребрендира прославата. Како ќе изгледа 4 јули годинава во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Председателот на САД Доналд Трамп смета дека Иран игра со оган. Откако вчера иранските власти најавија дека државата го надминала дозволениот лимит на збогатен ураниум. Предходно Белата куќа ја повтори американската позиција дека никогаш не би дозволиле Иран да развие нуклеарно оружје. Во изјавата се вели дека Иран треба да ги почитува стандардите кои забрануваат збогатување на ураниум, како и дека администрацијата на Трамп ќе продолжи да врши притисок врз Иран, се додека иранските лидери не го променат однесувањето. Министерот за надворешни работи Мохамед Џавад Зариф вчера за агенцијата ИСНА изјави дека Иран го надминал лимитот од 300 килограми. Оделот за домашна безбедност ги истражува наводите во извештајот дека актуелни и поранешни погранични агенти се дел од група на Facebook која објавува расни, сексистички постови кои што повикуваат на насилство врз мигранти и јужноамерикански законодавци. Истражувачката интернет страница ProPublica објави дека во објавите се вклучени сексуално експлицитни фотографии и коментари кои се подсмеваат на смртта на мигранти, вклучувајќи ја и трагедијата на салвадорскиот татко и 2-годишна ќерка кои се удавија во обид да ја поминат реката Рио Гранде. Шефицата на пограничните агенти изјави дека објавите на Facebook се тотално непримерни за интегритетот на агентите. Синдикатот пак што ги застапува агентите, ги осуди нивните постапки и објави дека ваквото однесување штети на имиџот на нивните колеги. САД се подготвуваат за денот на независноста во чест на декларацијата за независност од 1776 година и прогласувањето на САД како независна нација. Плановите на председателот Доналд Трамп за 4 јули вклучуваат дополнителен огномет прво во делот на споменикот Линкол, кој ќе биде проследен со втор огномет во паркот кој што на 2 милји од националното шеталиште. Председателот Трамп планирано е да се обрати до нацијата од скалите пред споменикот Линкол на денот на независноста в четврток навечер. Ке им се одаде почити на вооружените сили на САД, што ќе биде проследено со музика, воени демонстрации и прелетување на воени авиони. Неколку групи се пријавија и добија дозвола да протестираат за време на годинешната прослава, но Центарот за конгресни и председателски студии на Американскиот универзитет не гледа причина за загриженост. Не се повлекува, изјави денес генералниот секретар на владата Драги Рашковски по објавениот разговор за набавка на софтвер за македонската навигација. Опозицијата бара обвинителството да го истражи случајот. Владимир Мирчевски ги има деталите. Нема оставка од генералниот секретар на владата за проблематичната набавка на нов софтвер за МНАВ како што побара опозицијата. Драги Рашковски денеска на пресконференција неколку пати јасно избегна да даде одговор дали ќе се повлече откако на руска мрежа беше објавен дел од разговор снимен во неговиот кабинет за тендер за потребите на македонска навигација. Дури по силното инсистирање на новинарите за јасен одговор и нивното препукување со Рашковски, одговор дојде. И ќе си поднесете оставка? Ева, ако ви треба, не. Ако ви треба за некаде да пратите надвор од Македонија, не. Тврди дека е чист во целата постапка која според документите што ги приложи почнала во времето на ВМРО ДПМН и согласноста за избор на италијанска компанија ја дало претходното раководство на МНАВ, предводено од таткото на екс-министерот за надворешни работи Никола Поповски. Рашковски вели дека разговорот што го снимал сега веќе разрешен технички директор на МНАВ е изваден од контекст и дека тоа за политички цели го користи опозицијата, која обвини дека конечниот договор за софтверот е потпишан по снимениот состанок во канцеларијата на Рашковски. Неколку факти треба да претходат како би дошло до тоа да ги видиме вистините кои што беа витоперени од страна на самиот објавуваш на снимката, а понатаму презентирани од страна на партијата ВМРО ДПМН, што само кажува дека спрегата помеѓу двата ентитети постоела. Рашковски не одговори на следново. Кога ќе си даде оставка? Како е можно да биде доделен тендер на компанија со истечена тендерска документација?
Најави кривична пријава против екс-функционерот на МНАВ, како и тужби за навреда и клевета против новинари и представници на опозицијата. Од друга страна, Рашковски даде извинување за навредите изнесени во снимениот разговор. До небо извинување пред се кон Италија, кои што се наши огромни пријатели, уште еднаш извинување кон ромската заедница, заради тоа што ќе видиме второто прашање, тоа го дава, одговор на тоа прашање, кон ромската заедница ако се нашла повредена. Опозицијата вчера достави материјал до јавното обвинителство и побара постапка за целиот случај. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. А за многумина критичари во Вашингтон средбата Трамп-Ким Џонг-ун му дава легитимитет на брутален диктатор, додека во Јужна Кореја на неа се гледа позитивно. Бил Гало известува од Сеул. Дали драматичниот состанок на Доналд Трамп со Ким Јонг-ун во демилитаризираната зона беше телевизиски трик или чекор кон мир? Одговорот зависи од тоа кого прашувате. Многумина во Јужна Кореја ги поддржуваат разговорите. Тоа беше добро организирана средба. Се надевам ќе придонесе за корејска унификација. Оваа средба ќе придонесе за мир и ќе ги унапреди меѓукорејските односи. Ова е многу значајно и среќен сум заради тоа. Треба да се повтори и на Корејскиот полуостров и да придонесе за мир. Анкетите покажуваат дека мнозинството јужнокорејци ги поддржуваат разговорите со Ким, иако поддршката се намалува. Скептичен сум за тоа што значи актуелен председател на САД да ја посети Северна Кореја. Моето мислење за тоа е негативно. Не сум целосно задоволен поради тоа што Јужна Кореја е исклучена. За председателот на Јужна Кореја, Мун Џаин, надминувањето на застојот во нуклеарните разговори е голема победа, вели специјалистот за Северна Кореја Ким Дон Јуб. Ова не беше само можност за фотографирање, напротив, беше значајно. Самито траеше повеќе од 50 минути, а потоа соопштија дека разговорите ќе продолжат. Има многу причини да се биде скептичен. Трамп на Ким му го дава меѓународниот легитимитет што го сака и покрај тоа што Ким не прави нуклеарни отстапки, но за многумина во Сеул тоа е дел од дипломатијата. Двете страни постапуваат политички во одредена мера. Нашата влада и експертите се оптимисти. Од друга страна во САД е расширена атмосфера против Трамп. Што и да направи, не им се допаѓа. Големо прашање е што следно ќе направат Трамп и Ким. А преку детска игра се собираат донации за обнова на Националната катедрала во Вашингтон, која беше оштетена во земјотрес пред неколку години. Ара Шарабасади за ова. Во тек се напори за обнова на Националната катедрала во Вашингтон. Во 2011-та земјотрес со јачина од 5,8 степени погоди делови од Вашингтон и Централна Вирџинија. Последователни потреси беа почувствувани речиси на 145 километри од главниот град. Луѓето ова го доживуваат лично. Чувствуваат дека инвестираат во ова место. Официјалните лица почнаа со необичен начин на собирање финансиски средства за да помогнат во поправките, кои се проценуваат на околу 34 милиони долари, преку модел на катедрала изградена од лего коцки од страна на посетителите. Мислам дека е интересна кампања. Можете да видите колку се возбудени децата. Продавницата за подароци им продава на деца од сите возрасти тула во вредност од $2. Средствата одат за донации. Потоа доаѓаат лично и преку интернет. Волонтери ја надгледуваат секоја фаза од изградбата. Околу 20.000 коцки формираат дел од темелите на катедралата. Во завршениот модел ќе има околу 500.000 блокови, кои според дизајнерот ќе направат најголемата структура на лего во светот изградена со следење на инструкции. За изградба на Националната катедрала беа потребни 83 години, а официјални лица очекуваат дека за да се заврши верзијата од лего коцки ќе бидат потребни најмалку 3 години, направена тула по тула. Ние се одјавуваме тука. За повеќе информации поидете на нашите социјални мрежи. Јас сум Милена Ѓоргиевска, се гледаме утре повторно. Пријатно.